Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје, точно во терминот во кој што секојдневно почнуваме 9 часот и 15 минути. Имаме нова тема, нови и ваши јавувања се разбира доколку се пронајдете во состојбата за која што ќе зборуваме, но оставаме простори за некои други проблеми кои што ги имате, а се од областа на кардиологијата. Конкретно утрово зборуваме за улогата, местото и важноста на транскранијалниот доплер во кардиологијата. Една важна, едноставна и неинвазивна диагностичка метода која што овозможува навремено откривање на шантови отвори меѓу предкоморите, што предизвикуваат, што можат да направат, какви компликации, затоа е добро да слушнеме се што е важно токму за оваа состојба. На оваа тема утрово разговараме со научен соработник доктор Валентина Андова, кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија. Добро утро, доктор Валентина, и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Да. На почеток, анатомијата, структурата, градбата на срцето. Срцето е мускул кој што е изграден има 4 отвори, односно тоа е 4 да кажам шуплини. Две се комори, лева и десна комора и лева и десна предкомора. Помеѓу коморите и помеѓу предкоморите има прегради кои што физиолошки треба да бидат затворени за срцето нормално да функционира. Од левата комора излегува аортата која што оди и го исхранува, го обскрбува со крв целиот организам, меѓутоа прво почнува нормално да исхранува мозок, па потоа исхранува бели дробови, бубрези, така како што се симнува, аортата надоле ги исхранува и сите органи понатаму. Левото срце е обскрбено или пак исполнето со артериска крв, а додека десното срце е исполнето со венска крв. Што значи дека десната предкомора или десната комора се потромбогени заради тоа што венската крв е потромбогена, односно има повеќе тромби во неа. Затоа нема потреба, односно не треба или физиолошки да нема мешање помеѓу артериска и венска крв, односно помеѓу коморите и предкоморите, односно да тие прегради да функционираат и да бидат затворени. Така. Ако постои тој отвор, тогаш веќе може да се Ако постои тој отвор, особено каде што ние многу често го откриваме и е многу почест помеѓу левата и десната предкомора, тој отвор во утробата на мајката е физиолошки заради тоа што преку него стапува, односно настанува или пак се храни самиот фетус. Меѓутоа, по раѓањето, со тек на време, во раната детска возраст, тој отвор треба да се затвори помеѓу двете предкомори и физиолошки не треба да постои. Меѓутоа, кај одредена популација, помеѓу 25 до 30% од популацијата, тој отвор останува незатворен и се нарекува форамен овале апертум, односно перзистирачки отвор помеѓу двете предкомори, кој што може да биде многу сериозна состојба, заради тоа што настануваат многу, тоа е отвор за настанување на многу несакани дејства кај луѓето. Како тоа се открива, односно што може да предизвика тој отвор кај луѓето и кај младата популација поготово, може и најчесто предизвикува мигрени, чести главоболки со аури кои што се неподносливи, траат по 2 до 3-4 дена, меѓутоа и тешко поминуваат со таблети, се јавуваат барем еднаш во месецот, а додека пак и ние како најчесто ги откриваме кај млада популација, кај луѓе од 25 па и 30 години или пак уште помлади, добиваат мозочни удари кои што се откриваат откако веќе ќе ги добијат мозочните удари, затоа невролозите овие пациенти не ги праќаат на преглед за да видиме дали причината за тие криптогени или незнаени мозочни удари, не знаејќи ја причината, се причина е ПФО-то, односно тој форамен овал или тој отвор. Тој отвор или шант или премин, така како што зошто настанува заради тој мозочен удар, затоа што постои мешање на крв помеѓу лева и десна предкомора, како што претходно кажав, во десната предкомора има повеќе тромбоцит, односно повеќе тромби, кои што преминуваат во левата циркулација и потоа тие тромби дешаржираат или се носат во мозочна циркулација и затвараат некаква мозочна артерија која што може да биде причина
за тој мозочен ваквото удар. случување. Така, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме понатаму со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавите се, поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со научен соработник доктор Валентина Андова, кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија, зборуваме за улогата, важноста и местото на транскранијалниот доплер во кардиологијата, поврзан со оваа состојба која што на почетокот ја објаснувавме. Доктор Валентина, колку е често овој ПФО како кратенка така или отвор шант за кој што зборуваме меѓу предкоморите? По многу студии што се направени во светот, честотата на оваа состојба не е болест, да ја наречам, меѓутоа е состојба околу 20 до 30% од цела популација. Тоа е голема бројка, меѓутоа не секој ПФО е болест, заради тоа што и не треба секој да се третира како индикација за затварање. Зашто? Заради тоа што некои ПФО се случајно откриени без симптоми и тоа е физиолошки начин на живот. Меѓутоа, кога пациентите имаат тегоби, и така и ги откриваме кога ќе ни ги пратат или невролозите или матичните доктори заради постоење на мигренозни болки или пак доаѓаат на рутински кардиолошки прегледи, кога самите тоа ќе кажат дека имаат мигрени или како индикација да биде трнење на лицето, трнење на уста, трнење на јазик, на еднострана рака, нога или било како, или пак причина дека имаат некакви срцебиења, им се јавуваат, или пак мозочен удар, најлошото издание, односно сценарио кај овие пациенти, тогаш ние правиме обично или пак обично трансторакална ехокардиографија, каде што може да се забележи дека таа преграда помеѓу двете предкомори е истенчена, или пак мобилна, или пак има некаков отвор во таа преграда. После тоа, ние, за да докажеме, значи ова е само почеток, за да докажеме дека тој отвор постои помеѓу двете предкомори, правиме дополнителни испитувања. Тоа се контрастна трансторакална ехокардиографија, каде што кај пациентите им даваме агитиран се вика тоа, или зашеметен физиолошки раствор, каде што се меша физиолошки раствор со воздух, малку го зашеметуваме, го мучкаме, и после се става најчесто во кубиталната вена, тоа ни гледа како контраст, и при валсалва маневар, односно затнување на носот и устата, пациентот, односно човекот дува како во балон да напне, да го зголеми притисокот во абдоминалната празнина, да го зголеми притисокот во десната предкомора, кој што е нормално помал од левата, и да избутка тие меурчиња во левата предкомора, да видиме дали тука ќе поминат тие меурчиња. Тоа се вика контрастна трансторакална ехокардиографија. Трет стадиум на испитување ни е контрасен транскранијален доплер, кој што на истиот начин се прави со валсалва маневар и со агитиран физиолошки раствор, меѓутоа веќе сондата ја ставаме на окципиталната регија, значи за да видиме дали тие тромчиња, односно тие, да ги кажам, баблси или воздушни меурчиња поминуваат во мозочна циркулација. Најчесто ја анализираме артерија церебри медија, каде што ако постои шант, односно отвор, тогаш тие воздушни меури преминуваат во лева предкомора, во лева комора и веднаш дешаржираат во мозочната циркулација. Постојат одредени бројки, ако тие воздушни меури во еден, да кажам, циклус, ги има повеќе од 40, тогаш навистина постои тој шант. И последна, односно крајна кардиолошка проценка се прави трансесофагијална ехокардиографија, каде што се става сонда, тоа е посебен тенка сонда, во хранопроводот, се доближува до срцето, односно се избегнуваат сите пречки. Се избегнува мускул, кожа, коска, све што ни смета за да дојдеме до срцето, и преку таа трансесофагијална ехокардиографија правиме точна проценка дали тамо има отвор, нема, колкав е отворот, дали може да се затвори и така натаму. Сето тоа кога ние ќе го направиме,
апсолутно мора да знаеме дали овој шант предизвикува промена во васкуларизација на мозокот. Ако предизвикува промена, кој што ќе го докажеме или со претходен невролошки настан, односно претходен мозочен удар, така е, мозочен удар, или ако немал правиме магнетна резонанца на мозок со контраст, за да може да се докаже дали постои васкулопатија. Ако постои васкулопатија, односно промена во исхраната на васкуларните на артерии на мозокот, васкуларизација, тогаш овој пациент, односно овој човек има апсолутна индикација овој шант да се затвори. Так, за да не прави дополнителни сериозни и страшни компликации. Имаме гледач на линија, само да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро утро, Биле. Добро утро. Јас стално ве слушам, еве голем поздрав, докторката толку убаво објаснува, значи секоја чест. Се што ме интересираше, се слушнав, но само сакам да, Биле, да ти се заблагодарам за апаратот за притисок, кога те видам, немав шанса, еве сега, знаете. А сакам само да ја прашам докторката, нели мајка ми имаше дали е наследно проширење срце. Мислим, живеја негде околу 80 години, а децата едно ми доби шум на срце. Дали е тоа штетно, мислим, или е наследно? И да не должим зашто сите сака да се јават. Голем поздрав од докторката Биле и продолжете, значи многу ги сакам овие ваши благодариме. Ви благодариме за јавувањето. Добро утро. Шумот на срце може да биде насладен и исто така и ова, благодарам на подсетувањето, и овие пациенти имаат шум на срце. Може да е тој еден обичен или невин шум, меѓутоа може да е поизразен шум, зависи од големината на отворот помеѓу двете предкомори. Инаку шумот на срце може да е мал, голем или пак среден, меѓутоа во зависност од неговата изразеност и секогаш шумовите на срце мора понатаму да се проценуваат ехокардиографски, да видиме дали тој шум е сериозен, односно станува збор за сериозна срцева мана или станува збор за некоја лесна срцева мана која што бара само следење на пациентите, значи или пак на децата. Инаку шумовите на срце ги има многу, од различни причини се јавуваат и може да бидат или сериозни или пак несериозни. Ама доколку се следат, така, кога веќе се и на време да така, се реагира. На време на реагирање. Доплерот транскранијалниот, тоа е неинвазивна, безбедна, едноставна процедура за откривање на сето. Тоа е наједноставна процедура, значи нема боцкањето е само секако кога пациент се интервенира, дали се става лек или се става физиолошки раствор, секако потпишува согласност дека тоа е сепак се боцка вена и се става, односно се прави со сондата од дехо на срце. Зашто? Затоа што само има посебен модем се извинувам, на испитување, се става сондата на окципиталната регија, каде што се гледа артерија церебри медија, односно некоја поголема артерија на мозокот. Еве во позадина на екранот постојано одати дел од инсертите, така, каде што еве вака низ ваков приказ, може поблиску да го доближиме до нас, може да го наречеме феномен, бидејќи така треба природно да се затвори тој отвор, меѓутоа кај некои луѓе останува отворен. Тој отвор се затвара. Да, слободно напите се вода, јас ќе ги повикам уште еднаш гледачите да. Тој отвор се затвара некаде до 5-та година од животот и понатаму не може како да се отвори освен некако со некоја прободна рана во тек на животот. Меѓутоа, до 5-та година отворот треба да е затворен и да постои мал отвор, може да биде невин, незначен. Затоа што отворот од 1 до 19 мм е ПФО и кај некои луѓе цел живот го имаат, меѓутоа не прави проблеми и никогаш не ни се открил, може и да не се открие, или пак ако се открие, не мора да биде затворен. Се затвара со интервенција, на тој начин што се влегува преку феморалната вена, значи на препонот, се оди со катетер до десната предкомора и таму се отвара, се вика тој девајс или помагало, ние го викаме амбрела или чадорче, налегнува на самиот остаток од здравиот септум и го затвара отворчето.
тоа трае цел живот. Значи, не треба замена, човекот над 20, над 18 години веќе не расте, не се издолжува срцето, не се шири, тој враснува во самиот ендокард на срцето, значи се препокрива и така да останува за цел живот. Се работи на нашата клиника, ние ги имаме тие девајси, ги откриваме многу брзо пациентите кои што имаат тегоби, кои што имаат индикација за затварање и многу безбедно се решава. Лежат во болница еден ден и толку и си одат и веќе немаат главоболки, што е најолеснително, поготово кај младите луѓе. Оваа состојба ја имало од секогаш, меѓутоа некако во периодов наназад, дали напредокот на медицината на сите начини, нели, диагностички процедури, веројатно полесно може да се открие. Така е, состојбата ја имало од секогаш имало мигрени и мозочни удари кај млади луѓе, меѓутоа може би малку почесто мислиме на неа и со новите диагностички техники, со визуелни техники, ехокардиографија, ПФО, трансезофагиална ехокардиографија, тоа е транскраниален доплер, добиваме многу побрзи и поточни информации и за тоа почесто ги откриваме пациентите и полесно ги затвараме, односно ги превенираме тие мозочни удари. Навреме се решава проблемот и се спречува, нели, односно се намалува ризикот од оние сериозни компликации. Криптоген мозочен удар. Така, тој е мозочен удар кај што причината не се знае зошто се случил, а е поврзан со значи не секој мозочен удар е предизвикан од ПФО. Значи, кај младите луѓе, зборуваме за кај младите луѓе, зборуваме за состојба помеѓу, еве да кажам, 20 или до 60 години, тоа се млада популација, каде што настануваат криптогени мозочни удари, меѓутоа треба да откриеме зошто настанале. Кај таа популација се уште нема изразена атероматозна промена на крвните садови, нема тие наслаги на масти, нема плаки и тие немаат причина да бидат заради атероматоза. Треба да најдеме зошто. Може би некој настанале заради некоја невризми на мозочните артерии или пак стенози кои што се така родени, тие се вродени, да кажам, аномалии. Меѓутоа може да настанат и поради мутации на гени, каде што луѓето се носители на тромбофилија, односно проблем со коагулација на крвта и кај нив може да има хиперкоагулабилни состојби кои што прво ќе бидат манифестирани со мозочен удар. Може би некои ќе добијат удар или пак ќе добијат тромбоза на белодробие, тромбоза на нога, на рака и така натаму. Затоа е наша задача да откриеме дали тој ПФО е причина за тој криптоген мозочен удар. Меѓутоа, како тоа да го докажеме, претходно кажав, а како да го превенираме кај пациенти кои што не ги исполнуваат критериумите за затварање на тој ПФО со тој чадорче или со амбрела, ние тоа го правиме преку анализа, односно скорирање со роб скорот. Значи мора да се исполнат критериуми, така секој откако ќе се открие, така некој се следи, кај некого интервенција ќе се направи. Затоа постои ни помага тој роб скор, кој што го измислиле нормално научниците во светот. Според скорирањето, ако имаме индикација со одредени бодови, тогаш апсолутно имаме индикација да го затвараме. Ако не се исполнуваат критериумите, пациентот или се следи, или се дава антиагрегантна терапија за да се превенира мозочен удар. Бидејќи секој различни ризик фактори, така си има, дали фамилиарни или некои други, па мора да се земат во предвид сите тие работи. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме понатаму. Останете со нас до самиот крај. Имаме со разговорот во студиото, доктор Валентина. Кога веќе постои ПФО,
отворот или шантот, така, кој што го споминавте, се поврзува не само со мозочниот удар, туку и со други состојби. Мигрената ја споминавте, која што е многу честа кај популацијата. Сега, помладата популација, кога ќе направи еден основен кардиолошки преглед, се зема во предвид некогаш да се направи и дополнително исследување за да се види дали може би има ризик од ова? Прво мора добра анамнеза да се земе на човекот, не го кажувам пациент, пошто може и да не е пациент, која ќе дојде кај нас во ординација, за да се види дали и кои симптоми и зашто е дојден на кардиологија. Значи, тоа е првиот начин каде што анамнезата и статусот, односно неговата состојба, ни е пола диагноза. После анамнезата, ако добиеме информација дека станува збор за мигрени, за трнење на раце, на лице или некој дел од телото, тогаш ставаме слушалка, нормално, може да добиеме, односно да слушнеме шум на срце. Тој шум на срце ќе не натера да направиме и дополнителни следувања, како прва визуелна техника ќе биде ехокардиографија, да видиме зошто е тој шум, односно од каде доаѓа. Правиме ехокардиографија, на најобична трансторакална ехокардиографија, ќе направиме ехокардиографија доколку видиме дека на сегментот, односно на ниво на шант на меѓупредкоморната преграда постои отвор, може би е значен, може би незначен, даваме индикација да се направи контрастен транскраниален доплер и контрастна трансесофагијално ехокардиографија или контрастна трансторакална ехокардиографија. После тоа индицираме, ги викаме пациентите, им ги правиме овие дополнителни испитувања и после тоа даваме еден, да кажеме, заокружуваме едно испитување кај нас на кардиологија, кој што ќе го надополниме со магнетната резонанца на срце, за да формираме едно мислење за овој пациент дали има или нема ПФО, односно дали има или нема индикација за затварање доколку го има ПФО-то. И доколку треба да се затвори, така како интервенција, процедура? Така, како интервенција, процедура, многу едноставна, мислам, кратко трае, налик е на коронарографија, меѓутоа е малку, да кажам, не се боцка радијална артерија, него се боцка феморална вена и трае околу 40 на минути до 1 час. Ја прават интервентните кардиолози или аритмолозите, се разбира со наша помош, затоа што ние влегуваме во сала со трансесофагијално ехо, го позиционираат тој девајс, односно тоа чадорче. Ние преку ехото проценуваме дека тоа е на место ставено чадорче, дека тамо е добро ставено, дека нема протоци помеѓу левата и десната предкомора и пациентот заедно си се качува горе на оделение, полежува еден ден и прима терапија, двојна антиагрегантна терапија, за да може тој девајс, тоа чадорче да се епителизира заедно со самата преграда, односно да влезе во ендотелот и да врасне и тоа веќе не мрда никаде и да биде... И тука веќе го решаваме проблемот, така го намалуваме ризикот, односно го исклучуваме ризикот, така и од мозочен удар и од ред други симптоми или потешкоти кои што ги чувствувал претходно. Ја споминавте мигрената. Сите со мигрена што се треба да помислат на вакво нешто, да направат некој преглед ваков или испитување? Мигрените се состојби каде што обично ги имаат жените и тоа е како резултат на хормоналните процеси. Не се тоа дисбаланси, него се процеси каде што повеќе се излачува серотонин, кој што серотонин прави вазоспазам на мозочни артерии. Кога имаат тони вазоспазам, тогаш доаѓаат до мигренозни болки. И зашто ова се случува сега? Значи, тоа е едната, да кажам, можност за да се добие мигрена и особено тоа го добиваат младите жени во период кога што се во предменопауза, значи, или пак младите жени пред циклусот. Меѓутоа, налик на серотонинот така делуваат тромбите на мозочните артерии. Значи,
ја затвара мозочната, мала мозочна артерија, прави вазоспазам и добиваат мигрени. Не мора секој ПФО да предизвика мозочен удар со тој вазоспазам. Меѓутоа, може да предизвика вазоспазам или стеснување на крвните садови на артериите на мозокот, меѓутоа да не добие мозочен удар. Само да помине тромчен из мал крвен сад, меѓутоа без последици, само со мигренозни напади. И затоа, кај некои од пациентките, барем последниот акт што беа затворени, едната беше затворен шантот, мислам, тоа се повеќе жени беа, заради мигрените и откривме дека се од тоа се млади жени околу 30 на години. Сега беше последната на преглед пред еден месец, кажа дека од секој дневни мигрени што имала или главоболки во претходниот период пред да се затвори тој ПФО, сега за 6 месеци имаше само еднашка главоболка. Така да вистински напредок, начинот и на живот, знаеме колку е тешка мигрената, така е многу подобрен кај овие пациенти. Да. Кај 30% од населението, од прилика плюс минус, можеме да кажеме дека овој отвор или шант е поврзан така со тие мозочни удари. Возраста до која од прилика 55-60 години? По новите препораки е 60 години. Според некои студии што ги има објавено, ке 45 до 50% причините за криптогените мозочни удари се од ПФО, значи од форамено вале апертум, кај млада популација зборувам, значи не зборувам кај повозрастна популација, каде што имаат повеќе ризик фактори, покачен крвен притисок, диабет, покачени масноти во крвта, зборуваме кај млада популација до 55-60 години. Тоа е голем процент и затоа мислам дека треба да се реагира и секој пациент млад кој што имал, не дај Боже, мозочен удар, треба да се процесуира, односно да го видиме, барем да превенираме да не добие следно нешто да не се случи. Сега велиме превенцијата, ние не можеме да знаеме, така? Дали тој отвор се затворил или останал отворен и какви проблеми може да направи. Ако немаме тегуби, не знаеме. Не знаеме, затоа што никој рутински не оди на кардиолог да се прегледа. Ако случајно има чести мигрени или пак се слушне случајно ако некаков шум на срце, тогаш апсолутно ќе се прати кај нас и ќе процениме дали има или нема ПФО. Така, да. Добро е кога ќе се слушнат вакви некои нови работи и нови моменти, така да ги имаме во предвид доколку се соочиме со некоја од симптоматологиите, иако некогаш и не мора да има да биде пропратено со симптоми. Ама да помислуваме на тоа, па на тој начин и ќе превенираме така да не дојдат компликациите, најстрашното е мозочниот удар. Можеме ли да го искористиме овој дел малку да позборуваме за женското кардиоваскуларно здравје? Месец октомври посветен на женското здравје. Најмногу сме фокусирани на карциномот на дојка, меѓутоа тука треба да се земат во предвид и многу други аспекти од здравјето на жената. Па ние секојдневно имаме по 10 пациентки кои што бараат ехокардиографија, кои што се испратени или за предоперативна припрема за операција на дојка, или се испратени пред хемотерапија да се даде. Зошто? Заради тоа што голем дел од цитостатската терапија, која што се дава кај пациентки заради карцином на дојка, имаат миотоксичен ефект. Што значи тоа? Цитостатиците делуваат миотоксично, односно ги уништуваат миоцитите, односно клетките кои што го составуваат миокардот или срцевиот мускул. На тој начин, со оштетување на миоцитите, миокардот станува разлабавен. Значи, настанува проширување на миокардот и пациентките може да заболат или да добијат срцева слабост. Пред секоја кура, односно на секои 3 месеци како што им доаѓа процесот, односно периодот на давање на нова хемотерапија, секоја пациентка мора да подложи на ехокардиографски преглед и затоа овие пациентки ни се многу чести и затоа ги имаме по 10 на ден. Не само тоа,
него имаме многу чести перикардни изливи кои што може да бидат причина или од примарната болест или од цитостатиците, а зрачната терапија пак доведува до едни калцификати и фиброзни промени како на залистоците, така и на крвните садови на срцето, така и на самиот миокард. Значи, тој станува многу покрут, има калцификати на крвните садови на срцето, на коронарните артерии, кои што може да предизвикаат и ангинозните гоби, затоа што нивниот лумен се намалува, може да доведат до калцификати на залистоците, па да предизвикаат како секундарни срцеви мани, непримарни. Така да, секој дневни овие пациентки мора да бидат видени, проценети и после да отпочнат со терапија или пак да бидат подложни на операција или на било каков третман. Така, да. А вака генерално грижата за женското срцево здравје, на кој начин да ја одржуваме? Имаме посебна група во тоа се вика женско здравје нормално, имаме чести состаноци на оваа тема. Не само да ги кажеме кај здравите луѓе, не само кај болните луѓе, поготово пациентки кои не се пациентки, тоа се жени во младата возраст кои што се подлежни на инвитро процедури и примаат многу хормонални терапии. Не само како доза на еден хормон, туку и како комбинирана хормонална терапија. Голем дел од тие хормонски терапии може, не секогаш, не стално, него може да бидат причина за тромбогени состојби, независно од тоа дали таа жена има склоност кон тромбофилија или кон тромбоза во нејзиниот живот или нема. Неретко сме добивале пациентки, веќе се тоа пациентки кои што имаат тромбози дали на долните, горните екстремитети или пак имаат белодробни емболии заради високи дози на хормони што ги примаат како припрема за инвитро процедура или комбинирана хормонална терапија. Затоа би било добро и би било препорачливо овие пациентки да земаат превентивно, односно самиот гинеколог знае дека треба да се дава превенција за тромбоза кај овие жени, за да не настане некаква тромбогена состојба. Така, да. Имаме гледач на линија. Добро утро, ве слушаме, повелете. Добро утро. Добро утро. Ако може да прашам за во врска со срцето, со темата. Секако, повелете. Да маш ми имаше мозочно крварење, а сега има постојани главоболки пак. И пред тоа имаше и сега. Обично кога е промена на времето. Кога е промена на времето, тогаш. Значи, најчесто овие мозочни крварења се случуваат во некои екстремни температури. Дали тоа ќе биде екстремно студено или екстремно топло. И честите главоболки се заради тие крутост на крвните садови на мозокот, каде што постои ширење или стеснување. Затоа овие пациенти треба да се не излегуваат надвор, кога има промена на време, значи од многу топло, поготово сега, вчера беше 20-22 степени, денеска е 7-8 степени, и кога има промена на надворешниот притисок и промена на температурата, треба често мерење на крвниот притисок, да не има варијации на крвниот притисок, или не излегување надвор, него седење во една стабилна средина, односно стабилна температура, да нема тие варијации на температурните разлики. Така, кои што влијаат на нашето здравје и ни предизвикуваат вакви симптоми. Поготово кај повозрасни пациенти, каде што крвните садови се покрути, немаат таков еластицитет. Така, да. На самиот крај сме на емисијата, само многу кратко, до периодот на менопауза, ние жените некако помирни сме, така, не посветуваме можеби толку внимание на кардиоваскуларното здравје, но по периодот на менопауза треба редовно да се прават и контроли, па посебно доколку се јави некој симптом или пак некаква потешкотија. Викаат дека до менопауза не чуваат естрогените, нели? Па после естрогените паѓаат, па расте прогестеронот и така натаму, меѓутоа веќе не се естрогените тоа што беа. Така да малте не се изедначуваат ризиците и кај мажите и кај жените
од коронарна артеријска болест. Значи, веќе немат естрогените, да, меѓутоа ризикот кај жените од дебелина, како што е веќе тоа, од диабет, од покачен крвен притисок, е многу повисок колку што може нас естрогените да не заштитат. На многу повеќе лоши фактори од средината во која живееме сме изложени и сето тоа влијае на нашето здравје. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден. Се гледаме повторно утре наутро во 9 часот и 15 минути.